Добар ден, јас сум Сонја Стефановска, професор во СГГУ ГС Здравко Цветковски од Скопје. За техничкото образование, градежен техничар, архитектонски техничар, по предметот техничка механика, за денес имаме нова наставна единица статика на крута плоча. Сложување на сили со произволни правци со помош на верижен полигон. За почеток да се потсетиме. Кога на една материјална точка М големо действуваат две сили F1 и F2 во различни правци. Таа точка може да се приближи во правец на резултантата, а резултантата може графички да се определи по метод на паралелограм. Ако во крајната точка на првата ја нанесеме втората сила, водејќи сметка за нивните правци и насоки, резултантата ќе биде векторот кој ги поврзува почетокот на силата F1 и крајот на силата F2. Ова е така наречен метод на триаголник на силите. Аналитички пак, резултантата од две сили кои действуваат на материјална точка со различни правци може да се определи со помош на косинусна теорема. Исто така, аналитички резултантата може да се определи и со метод на проекции. Да се потсетиме што беше плоча. Што представува плоча? Материјално тело на кое едната димензија, висината, е многу пати помала од другите две димензии, должината и ширината. Во статиката ние воведуваме поим крута плоча, тоест идеално цврста плоча, која што не се деформира, односно не ја менува својата форма ниту волуме под влијание на било какви надворешни или внатрешни сили. Знаеме дека во практиката не постои идеално цврста или крута плоча, но ние го воведувме овој поим за да може да ги решаваме непознатите статички големини. Проблемот при анализирање на силите кои действуваат на крута плоча во произволни точки и во различни правци го сведуваме на сложување на сили кои действуваат на материјална точка со помош на третиот аксиом на статиката. Односно, постепено две по две сили доведуваме да действуваат во иста точка. Да се потсетиме на третиот аксиом на статиката. Гласеше дека со поместување на нападната точка на силата која действува на круто тело или плоча, по должина на незината нападна линија не се менува дејството на сила. И ние овде ќе го примениме третиот аксиом на статиката. Односно, ако имаме две сили F1 и F2 на горниот цртеж, на првиот цртеж, во произволни правци делуваат или се паралелни, ние F1 ја придвижуваме по нападната линија, значи наназад, и F2 ја приближуваме и се сечат во една точка. Бидејќи се сечат во една точка, се во различни правци, произволни правци, може да формираме еден паралелограм и да ја најдеме резултантата R1,2. Резултантата пак сега ја придвижуваме наназад и ја доведуваме да се сече со третата сила F3. R1,2 и F3 се сечат во една точка. И тука исто така конструираме еден паралелограм и ја добиваме резултантата R1,2,3, односно тоа е конечната резултанта. Сложување на сили со произволни правци со помош на верижен полигон. Во случај да имаме систем на сили кои действуваат на крута плоча со различни правци, кои не се сечат или се паралелни, како на цртежот, не се сечат, резултантата се определува со помош на верижен полигон. Наблюдуваме една крута плоча на која действуваат силите во нападните точки А и Б. F1 действува во нападна точка А, F2
действува во нападна точка Б, не се сечат нивните правци, но кога ги придвижуваме по материјалната линија, ги доведуваме до една точка, материјална точка С, каде што се сечат. Формираме паралелограм, ја добиваме резултантата R, која што ја придвижуваме до крутото тело и ја нанесуваме во неговата нападна точка D. Верижниот полигон го цртаме така да почетокот на првата сила и крајот на првата е почеток на втората сила. Ја нанесуваме, значи, првата сила, од каде што завршила првата сила F1, ја нанесуваме втората сила F2 и од почетокот на првата сила до крајот на втората сила ја нанесуваме резултантата R. Тоа беше метод на триаголник. Тоа се нарекува план на сили. Сега, тука на вториот цртеж нанесуваме една произволна точка О, така наречена пол, во близина на планот на силите F1, F2 и R. И ги поврзуваме со почетокот, значи полот О со почетокот на F1, тоа е зракот 1, полот О со крајот на F1 и почетокот на F2, тоа е зракот 2, и полот О со крајот на F2, тоа е зракот 3. Значи, овие линии 1, 2 и 3 се нарекуваат зраци. Сега паралели поврзуваме со 1, некаде произволно на силата F1, каде што се сече зракот со силата, паралелно на 2 го нанесуваме зракот, каде што се сече со силата F2 зракот 2, паралелно на зракот 3 го нанесуваме зракот 3. Ги придвижуваме, ги продолжуваме зракот 1 и 3 и ја нанесуваме паралелно на резултантата и ја добиваме нападната точка Е. Полигонот што го сочинува зраците 1, 2 и 3 потсетува на вериги и затоа се нарекува верижен полигон. Ќе видиме на еден пример. На крута греда действуваат две паралелни сили F1 и F2 со исти насоки на меѓусебно растојание од 7 метри. Да се определи големината, насоката и правецот на резултантата R со помош на верижен полигон, ако се знаат вредностите на силите, F1 е 25 kN и F2 35 kN. Решението го даваме на следниот начин. За почеток ги определуваме размерот. Значи, определуваме за должини размер 1 см еднаков на 1 метар за растојанието и за силите 1 см еднакво на 10 kN. Ги нанесуваме во соодветен размер F1 на растојание од 7 метри, односно 7 см и F2 тие се паралелни. На првиот цртеж. На вториот цртеж ги нанесуваме во размер F1, значи делиме со 10 kN, 25 делено на 10, 2,5 см, кај што завршува F1 во продолжение, бидејќи се паралелни, ја нанесуваме F2, од почетокот на F1 до крајот на F2 ја нанесуваме резултантата. Бираме еден пол во близина на планот на силите и ги поврзуваме почетокот со полот зракот 1, крајот на F1 со полот зракот 2 и крајот на F2 со полот зракот 3. Паралелно се враќаме назад, го нанесуваме зракот паралелен 1, некаде да се сече со силата F1, каде што се сече со силата F1, од таму паралелно го нанесуваме зракот 2, некаде да се сече со силата F2, може и да се продолжи, нели, по нападната линија, и онаму каде што се сече зракот 2 со F2, од таму паралелно го нанесуваме зракот 3. Каде што се сечат 1 и 3,
таму е нападната точка, паралелно ја нанесуваме резултантата. И сега, бидејќи сме цртале во размер, ние слободно може да се измериме, да помножиме, бидејќи 1 е 1, добиваме за растојание од F1 до RP малечко 4,1 метар и растојание од силата F2 до R 2,9 метри. Резултантата ја добиваме кога ја мериме должината и множиме со соодветниот размер, бидејќи тоа беше 10, 6 пати 10, 60 килонјутни. И сега за наредниот час имаме задачи за вежбање, две задачи. Првата задача е на крута греда действуваат две паралелни сили F1 и F2 со исти насоки на меѓусебно растојание од L 5 метри. Да се определи големината на соката и правец на резултантата R со помош на верижен полигон и дадени се силите F1 10 килонјутни и F2 20 килонјутни. И сега на почеток ќе треба да се определи прво соодветен размер и да се нацрта план на силите и верижен полигон. Втората задача на крута греда действуваат три паралелни сили со исти насоки на растојание од F1 до F2 3 метри и растојание помеѓу F2 и F3 4 метри. Да се определи големината на соката и правецот на резултантата со помош на верижен полигон. Дадени се F1 ќе биде минус 8 килонјутни, значи ако сме усвоиле дека е надолу плюс, ќе биде нагоре стрелката. F2 е 12 килонјутни и F3 ќе биде 6 килонјутни, двете ќе бидат надолу. И сега решението е дадено. R, резултантата е 10 килонјутни, а растојанието P 7,8 метри. Се надевам дека работата ќе ви биде пријатна. Ви благодарам за вниманието и довидување до наредниот час.